контрарепликата, господинот Коцич спомена нешто. Рече дека О2, невладината организација, поднела конструктивни амандмани. Значи, односот наш, мој, кон таа невладена организација е сериозен. За да не добиваме овде квалификации дека е во прашање политиканство, кокетирање и слично, јас имам еден соломонски предлог. Значи, ние, предлагачите на амандманите, иако сите ги добивте амандманите, еве јас предлагам да се откажеме ние на оваа седница, бидејќи има можност од седницата да произлезат амандмани. Ако О2 предложило конструктивни амандмани, еве предлагам од оваа седница пратениците од власта да ги превземат амандманите на О2 и да ги предложат, а ние да ги повлечеме, тогаш еве вие водете еколошка политика. Тогаш нема да може да речете, ама морам нешто да ве подсетам. Вие во разговор со мене изразивте критика, да ве подсетам сега, кон предложените решенија од О2. Што значи дека не случајно ниту еден од вас, па дури ни оние кои се во неформалната коалиција, не предложија амандмани или не побараа да предложиме заеднички амандмани. Мислам дека се повторува приказната од слична на онаа со законот за спречување и заштита од недискриминација, кога невладините организации бараа да се смени членот 18 од оправдани причини, никој не сакаше тоа да го стори. Зошто? За да може Комисијата за избори и именување да го има последниот збор, а не едно тело составено на поширока основа. Значи, ако ние заштитата на нашето здравје најважна, а мене тука законите ништо не ми значат, илузија е тоа дека закон, кој знае колку закони сме донеле, бројките се во висина, ајдете тогаш, сторете го тоа, нема проблем. Инаку прифаќањето на амандманот на пратеничката Морачанин е заради што? Заради немирната совест. Е само заради тоа, а не од убеденост дека токму тој амандман ќе ги реши проблемите. Да сум јас на местото на заменик министерката за заштита на човекова средина и министерот, оставка ќе поднесам со ваков процент на одвојување за заштита на човековата средина. Ама нема никаква реакција.